Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на Агроспектар, вашата емисија посветена на состојбите во аграрот, емисија за едукација и квалитетно земјоделско производство. Кога во прашање времето не е сојузник тоа на земјоделските производители, годинава имаме драстични промени на времето. Почнавме во зима со суша, сушата продолжува, веќе имаме и невреме пропратено со силни поројни дождови, врнежи од град во поедини реони во Република Македонија, што значи уште на самиот старт производството е соочено со штети од елементарни непогоди. Каква година ќе имаме до крај на бербата на земјоделските производи останува да видиме. Покрај елементарната непогода времето, земјоделците се борат и со елементарната непогода, продажба или пласман на земјоделските производи. Токму оваа елементарна непогода и го уништи аграрот во Република Македонија, се намали или се го снема сточниот фонд во државата, се намалија површините под градинарски, овошни, лозови култури. Како и да е, се на се, земјоделството е оставено само на себе, стихиски се произведува и тоа малку што остана. Бидете со ова издание на Агроспектар, со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Имаме чести приврнувања во оваа недела и тоа во одредени делови со пороен дожд, за кратко време голема количина, огромна количина на воден талок. Имаме врнежи од град, веќе и први штети во земјоделството од, би рекол, летниот период и покрај тоа што земјоделството има штети од пролетните мразеви. Се на се, штета по штета или целосна елементарна непогода во аграрот. Факт е, тоа што го рековте, дека 2025 година си има своји специфики во негативна смисла на зборот. Влеговме во пролета и ова недела имав точно можност да направиме една ретроспектива комплетно на она што се времето како фактор донесе, а он е најзначаен фактор за опстој во аграрот. И морам да кажам дека тоа што веќе минатата емисија го рековме, кајсијата е целосно уништена, праската целосно уништена, јаболкото во преспа уништена, а сега најновото, ова недела имав обсервација во Валандовскиот регион, кој го мислим и како медитерански демек, калинката е целосно уништена од ниските температури и голем дел од јапонското јаболко. И сето тоа води кон тоа дека Република Македонија ова година, благодарение на таквата тектонска промена и лоша состојба со времето, Македонија ќе изгуби големи количини од производството, кој веќе голем дел со луѓе кои бе во контакти со производство на кајсија, кој има и по преку 5 хектари, има договорено со Словенија извоз на кајсија. Сега, вика, немам за внукот една гајба да наберам. Каде се стручните лица во државата? Постојат ли сорти кои што можат да ги премостат пролетните мразови, бидејќи ова не е прва година да овоштарите го загубат родот од ниски температури? Тоа се случува десетина години наназад, околу Благовец пропаѓа целиот род. Меѓутоа, не се случува ништо. Десетина години пропаѓа родот, државата исплаќа обештетувања во некој мал дел. Меѓутоа не се размислува да се менуваат сортите. Постојат ли сорти кои што можат да одговорат? Точно е тоа што рековте. Ние повеќе од 10 години имаме емисии, имаме секогаш околу Благовец, пред Благовец, после Благовец, такви неприлики со ниски температури кои кај тие рано овошни култури предизвикуваат големи штети. Вие поставувате едно специфично прашање, а јас би го нарекол и болно прашање за Република Македонија, бидејќи при оној систем на губење на вредности во свое време факултетот го завршив многу одамна, кога бевме во таа бивша Југославија. Постоја селекционери. Селекционери кои, еден професор Ристевски како воштар, со селекционерите размислуваа како да се дојде до сорта која е поотпорна или покасно ќе цвета, да го избегнеме оној
Можен пролетен мраз. Да, пролетниот мраз и така натаму. Но, верувајте ми, при таквото школство сега што го имаме, поемот селекција е мислена именка. Во своје време, кога јас студирав, професорката Најчевска викаше, ти треба да одеш на селекција, бидејќи ние во институтот работевме на продукција на нови сорти, отпорни сорти на болести, и сето тоа беше во еден тренд на напредок. Сега верувајте во Министерството, во факултетот земјоделски. Селекционери имавме 5-6, сега нема ниту еден. Заштитари, имаше одделение заштита, имаше еден сектор специјално за заштита, за постдипломски и така. Верувајте дека школството е уништено буквално. Сега се штанцаат дипломи без знаење и затоа се случува покрај сето друго и ова со сортите и немањето на соодветни сорти или немањето стручност во земјоделството да им се помогне на земјоделците. Никакво знаење и никаков систем на вредности. Значи, изгубен систем на вредности во државата е евидентна работа. Штицање на некакви па нема, тој доаѓа со диплома. За дипломата нема квантум на знаење. Тоа јас сум сведок до вчера. И сега, како напред? Секако, тоа што го рековте, тоа вие како новинар веќе гледате, тоа е една способност дека како да се избегне мразот со интродукција на квалитетни сорти, што покасно ќе цветат и што нема да има такви штети како што го имавме оваа година. Тоа е предизвик за научните работници. Бидејќи разбирливо една година да се случи тоа и да кажеме дека времето е виновно. Меѓутоа, десетина години да се случува истиот проблем, државата да одвојува пари од буџетот за обештетување и да нема никакво раздвижување во правец да се променат ваквите состојби, навистина е трагедија и за разочарување. Чиста трагедија на нашето време. Сегашното доживување, посебно во земјоделието, е трагедија на нашето време. И верувајте, сега што го гледам тоа, пред 2-3 дена, 2000 хектари плодна површина. Плодната површина не баре за овие луѓе која водат државата представува ништо. Може да се даде, да се направи таму гаража или фабрика за паломи или било што. На плодно земјиште, каде што Министерството, било кој министер да дојде прв декрет ќе биде никаква дозвола на трансформација на плодно земјиште што ќе ствара храна за генерациите кои доаѓаат да се трансформира во град. Меѓутоа денеска други се времињата, бизнисот ги диктира условите на законски решенија, бизнисот е тој што ги носи на некој начин законите и токму тоа се случува. Каква е состојбата во аграрот, професоре, што се случува, има ли некакво задоволство кај тие малку градинари кои што остана и се занимаваат со градинарско производство? Постои едно мало, јас би го рекол, лажно задоволство, за тоа што, морам да кажам, со инкорпорацијата на политиката, ние имавме оваа година зелка од 45 до 55 и до 60 денари откуп по кило. Може да мислите? И млад компир во маркетите 90 и кусур денари. Да. Имаме друг многу интересен случај каде што точно земјоделскиот производител од пиперката која бере, тој е задоволен. Вика, каму среќа да биде стално така. Но, тоа е резултат на немање на производство. Ти преди малку рече една многу интересна и многу вистинска реченица. Сточниот фонд ни е катастрофален. Речи си и нема. Да. И сега, минатата недела, открини 2000 хектари површини убави од поединци корумпирани личности од политиката, кои ги користеле, чак си граделе и фотоволтаици,
И тек сега ги откриле и денек сега ќе има постапки. Дали до сега, значи кај да се пипне, точно во земјоделието, сегде е труло и сегде корумпирано. Сушата направила буквална суша. Буквално се по однос на обстојбата на Република Македонија. Дали знаете колку ќе имаме ние сега увоз оваа година? Па веќе сме речи си целосно зависни од увоз на земјоделски производи или целосно зависни од увоз на храна. Што да внимаваат лозарите, тука си овоштарите, со оглед на тоа дека имаме чести приврнувања, потоа подолги сончеви периоди, па повторно дожд, можно ли е да се очекува појава на пламеница, па и пепелница? Сега, бидејќи лозарите како така се спасија, значи штетите од лозарството кај Смederevката се минимални. Збориме од пролетните мразеви. Од мразевите. И сега, неминовно е, бидејќи има веќе пораст, а имаме и променливо време со топло-ладно, како што рече ти, 3 пати врнеше дожд и сонце имаше. Значи, тоа е една убава прилика за поранување на појава на инфективни процеси, на плазма паравитикова, на онцинулата. Значи ли, ако го испуштат времето сега, со пламеницата ќе се борат до крај на берба? Ако сега се испушти моментот, кога гродот е исфрлен и го фати пламењачата, тој ќе стане како пинок и принос ќе нема. Значи, сега е важен момент да се лозарите посветат и контактираат. Има и искусни лозари и искусни стручњаци во Кавадарци. Да прскањето сега биде неминовно, првото превентивно прскање. И за пламеницата, и за пепелницата, и за грињето што може да дојде сега во првите лисја, и при сврлањето на грозјето пред цветањето. Тоа е период каде што треба да се сега делува комплетно за да се постигне одреден резултат во лозарството. Инаку, морам да кажам, за времето не го реков тоа, до почетокот на летото ние пак имаме изненадување, бидејќи влеговме во, како што реков, во оној градобитен период. Гледате и сами дека сега за овие неколку дена ќе имаме пак одредени промени, одредени врнежи од дожд или од град. Струмица, што се случи вчера? Вие кога рековте дека има тука врнежи. Струмица немаше капка дожд, на 2 километра од Струмица, едно село, град и направи големи штети, така. И на само 2 километра ние ми велаат професоре, вика, градот не утепа. А кај нас немаше ништо. Значи, евидентно е тектонско пореметување на времето и евидентно е стварање на тие локални временски неприлики проследени со град. Краткотрајни, меѓутоа доста штетни. Краткотрајни и со пороен карактер. Оти друго е дожд кога заврне ситно и си влезе во почвата, друго е пороен карактер кога оди и водата заминува. И сушата е пак присутна. Така. Следен збор. Така, да. Сега ние оваа недела размислував доста при порастот на растенијата. За значењето на макро и микроелементите, многу од земјоделските производители, па морам да кажем и од дел од стручњаците, малку му придаваат значење на таквото нешто. Токму имаме прилог на таа тема. Имаме прилог за значењето на тие елементи. Магнезиум, калциум и калиум, најчестите потреби. Во тој процес на развој на растенијето. Па да го погледнеме процесот, имаме еден мал коментар. Така. Со прилозите кои ги даваме во контекст на самата состојба на теренот, секогаш се трудиме да ги доловиме оние вистини кои се случуваат на теренот и што земјоделските производители треба да преземаат во одредени моменти. Кога се
наоѓаме во еден навистина пеколен период, не случајно пак се враќаме на оние импулси од теренот, каде што високите температури го зголемуваат транспирациониот коефициент, го пореметуваат физиолошкиот дел на растението и тука имаме евидентни штети во сите одгледувани култури. Ние денес пак ќе кажеме за во овој период, кога имаме ненормално високи температури, кога растението е на искушение, а сме во период на плодообразување кај одредени култури, како што е виновата лоза, крушката, јаболката и така натаму, улогата на калциумот, магнезиумот и калиумот во овој период е и текако значајна за добивање на квалитетен производ со добра конзистенција на месото, од една страна, од друга страна, за нормалните физиолошки функции на растението, што е значајна работа за овој период. Бидејќи влеговме во јули месец и почетокот сме на диференцирање на родните папки за наредната година кај овошните и лозовите насади. Сме во период кога имаме нагло растење на плодовите. Значи, зголемени фотосинтетски активности и така натаму. А тука, како регулатор, комплексот од калциумот, магнезиумот и калиумот и како позитивно делува и е компатибилен со нормалната заштита на растенијата. Ние ќе го дадеме оној значај на овие три клучни и важни елементи во овој период на развојот на растенијето. Значи, улогата на калциумот во растенијето, улогата на магнезиумот, улогата на калиумот. А ќе го дадеме и нивното значење во почвата, што и како обусловува нормална функција на хранителниот режим на растенијето. Што и која улога одигрува примената на калциумот во фолијарниот третман? Оние кои добро ја познаваат физиологијата на растенијата, оние стручњаци кои добро знаат функцијата на секој од елементите, за калциумот секогаш потенцираат дека во овој период на образување на здрав квалитетен ластер за наредната година, кој треба да созрее, кој треба да биде конструктивен, бидејќи калциумот учествува во самата конструктивност, во самата градба на самиот ластер. Улогата на калциумот во гроздот. Тоа е важна работа да гроздот, сега кога е во фаза на пораст, концентрацијата на киселините се зголемува и улогата на калциумот е и како значајна во тој физиолошки дел. И третото, оние пупки кои сега се образуваат, значи почнува диференцијација на пупки за наредната година, калциумот одигрува клучна улога кај сите растителни видови на повеќе удишките култури. И, што е најважно, кога одиме со комбинација, фунгицидна комбинација за заштита, калциумот е компатибилен во тие комбинации и делува и како позитивно, рефлексно да кажам, на тие ненормални високи температури.
Таквата улога не е за занемарување, бидејќи при користење на калциумот, скоро во секое третирање може да има само корист, бидејќи растението има еден фантастичен изглед, развој, енергичност, отпорност и листот е значаен каде што калциумот со фолиарното третирање и негово абсорбирање влегува во метаболизмот на растението и тука имаме навистина енергичен насад. Тоа нешто го имаме на лице место на самиот терен и затоа не случајно го збориме тоа, бидејќи од интерес за секој земјоделски производител да ја свати вистината. Магнезиумот, покрај калциумот, значаен елемент, каде што од тие светски проучувања потврдено е дека или трократно ги зголемува фотосинтетските активности на растението. Што тоа значи? Со фолиарен третман магнезиумот влегува во тој чин на хлорофилната асимилација, во самата, еве тука имаме пресек на листот, тоа е листот, пресек негов, значи, од епидермалниот слој, палисарното ткиво, сунгерастото и стомените отвори. Тука со приемот на магнезиумот имаме една стегнатост, една функционалност и една дво- или трократна поголема активност на листот, кој нешто се манифестира по неговата права зелена боја, по неговата големина, по неговата енергичност и зголемен транспирационен чин на прием или на трансформација на храната. Бидејќи таа хлорофилна асимилација се одвива точно во листот, кој од непристапна во пристапна ја трансформира храната, која оди кон вегетативната маса горе, растението така расте гроздот, така растат зрната и тука имаме една голема корист од улогата на магнезиумот и неговата примена во производниот процес во периодот токму како што сме сега. И нормално со таквата зголемена фотосинтетска активност ние имаме зголемен принос и квалитет, што е најважно, на зрното од грозд, кај јаболката, кај другите култури, градинарските култури исто така. Калциумот и магнезиумот даваат фантастични резултати. Некои производители велат: професоре, пиперката ми е толку убава, голема, а тој во комбинациите добива калциум и магнезиум, каде што точно таа функција ја одигрува во тој производен процес. За калиумот. Калиумот е не помалку значаен, посебно во оние последни фенофази од развојот на растението, кога е период на зрење, до формување на плодот од било која култура, таа го дава оној шмек, оној најважен дел за органолептичкиот изглед на секоја одгледувана култура. Значи, квалитативниот аспект е многократно подобрен, посебно од калиум хуматот или фулвокиселините применети во овој период на предзрење, образување на зрење, добивање на бојата, оние сите пигментарни делови, доматот да добие права црвена боја, со последните третирања со калиумот се постигнува фантастична работа, а не шаренила по плодовите кои се и неподобни за пазарот. Значи, со еден збор, со примената на овие
3 елементи со фолиарно третирање, ние го постигаме оној органолептички дел, надземен дел би рекол, во кај растенијата во овој процес на сегашна функција на одгледувањето на тие култури. Сега ќе кажеме збор два за она невидливо, а не помалку значајно, што се одвива во почвата. Калциумот со примената на режимот на исхрана. Нормално, неопходно е тука анализата на почвата, да се утврди кое е присуството на азотот, фосфорот, калиумот и другите елементи, вклучувајќи го и калциумот, и магнезиумот, и калиумот. Значи, со еден збор, во почвата инкорпориран калциумот. Тој, навистина, кај многу производители, дел од производители сигурно и не го знаат, кај оние кисели почви или почви со pH 9 и така натаму. Калциумот аплициран во почвата. Тој успева да ја неутрализира почвата, да pH вредноста ја на еден начин доведе во тие нормални граници и тогаш ние имаме навистина фантастичен резултат, бидејќи растението при таква pH вредност има и најдобра функција, самиот корен. Доколку е кисела реакцијата, имаме симптоматики на недоволна осмоза, недоволно хранење, недоволни активности или антагонистички однос меѓу одредени елементи. А калциумот со неговата примена во почвата, но не произволно, туку со анализа на почвата, секогаш дава фантастични резултати. И да подсетиме некои производители доаѓаат, вика, имам одредени пригори на нивата, каде што побелува нивата, гледам како да има сол, како да има било што. На таквите производители се зима почвена проба, се утврдува вредноста и врз основа на резултатите се дава во случајот најчесто калциум во повеќе форми и тука за краток временски период доаѓа до нормализација на таквото место. Но со дисциплиниран, стручен пристап, а тоа нешто производителот секогаш го прави, бидејќи се работи за него, неговата површина, неговата култура од која тој очекува одреден профит. Затоа калциумот и неговата примена во почвата си има едно посебно значење, бидејќи тој исто учествува во структурниот дел на почвата, врзувајќи, подобрувајќи структурата со оние други елементи, она решетка и нормално применет во почвата тој со хумусните материи, со другите творби, фактички обусловува една добра клима, би рекол, или добар амбиент на позитивната микрофлора во почвата. А тоа не е мала работа, бидејќи навистина калциумот како елемент ги има тие предиспозиции. Магнезиумот исто така и калиумот применети во почвата, пак ќе кажам врз основа на анализа, тие ите како врзувајќи се во тој структурен дел, во режимот на исхрана, ствараат хармоничен однос во почвата, кореновите влакна ги препознаваат тие како елементи и со тоа абсорбирање тие доаѓаат во
горниот дел од растението и со трансформацијата, хлорофилната асимилација, тие доаѓаат во една спојка со онаа фолиарно третирање и хранителниот режим од почвата и тука имаме еден целокупен квалитетен чин за добивање на еден квалитетен принос. Со еден збор сакаме да укажеме дека сега во овој период, при пеколните периоди, примената на овие компоненти во, бидејќи се компатибилни во режимот на исхрана преку системот капка по капка и со во фолиарното третирање, ние имаме секогаш добри резултати, кое нешто производителите веќе го имаат препознаено и ние тоа го повторуваме не случајно, бидејќи со таквата примена имаме и една амортизација во таквото време кое го имаме со многу високи температури. И што е исто така важно? Со нивната примена, важното нешто е за секој земјоделски производител да има 2, 3 или 4 третмана. Тоа воопшто не е економски оптеретливо, ако се примени стручно, како што треба и колку што треба, и крајниот епилог е за мене најважен со примената на овие додатоци во редовната заштита на растенијата, во редовната исхрана, може само да се очекуваат фантастични резултати од нивната примена. Тоа не го збориме случајно, не го збориме произволно, не го збориме од некој кабинет, го збориме од лабораторија, каде што веќе неколку години со нивната примена ги гледаме резултатите во лозарството, во овощарството и во градинарството. А последните 2 години и во цвеќарството, каде што се добива енергичен цвет и отпорен на тие фрапантно високи температури кои ги имаме во овој период. Како заклучок морам да кажам дека примената на калциумот, магнезиумот и калиумот по стручен принцип, со консултација со стручно лице, може производителот само да очекува добри резултати, добар принос, квалитетен принос, од кое нешто тој и неговата фамилија ќе имаат задоволство. На крај сме од Агроспектар, што ќе прокоментираме по однос на ова што го погледнавме и што ќе порачаме? Моето видување за тоа, бидејќи сум во контакти и со стручни лица и со земјоделски производители, тоа значење на макро и микроелементите при развојот на било која култура, дали е тоа градинарска, дали тоа винова лоза или овощарство, значењето на макро и микроелементите значат многу во тој физиолошки процес на растението. Тоа е една многу важна работа да растението биде дотирано од најнеопходните макро и микроелементи за да биде енергично, имуноотпорно, да биде со род квалитетен и со големи шекерни единици. Тоа нешто се постигнува со оној стручен пристап на редовна прихрана, редовно наводнување, да физиолошките функции кои ги има коренот кореспондираат со фотосинтетските процеси на растението. И тука ќе имаме голем принос кога коренот ја донесува таа храна, бидејќи она е во непристапна форма, дојде горе и тука со фотосинтетската активност, а тука магнезиумот одигрува најголема улога, и се постига она во меристемската зона и порастот и добро плодоносење и добар развој на растението. А сето тоа за да се постигне, тоа
треба да е стручен пристап и секој земјоделски производител. Пожелно, посебно лозарот, пожелно е да не оди на своја глава, ставив 5 врејки, 3 15-ки, па ставив тоа, ставив... Не, ставањето да биде врз основа на потребите на растенијата. Тоа што е потребно, тоа да се... Да го даде својот генетски потенцијал и максимум. По такви услови, ние сме сегој на располагање, без никаква надокнада, да дадеме допринос за оптимална исхрана на растението, редовна и квалитетна заштита во периодот кога треба сега веќе превентивниот третман веќе треба да биде направен и бидејќи за 10 на дена ние ќе имаме цветење на лозјата, каде што мора да биде заштитено, ако времето продолжи исто така нестабилно, да ние превентивно го заштитиме гроздот од евентуална инфекција. Ако превентивно го заштитиме, да спречиме, а да не лечиме, тогаш ќе бидеме успешни во квалитетно добивање на грозје од виновата лоза. Ви благодарам, професоре. Благодарам и вам. Почитувани, тука сме на крај на Агроспектар. Благодарам што бевте со нас, ви посакувам секое добро.